Разговараме со Дејан Ангелов, млад режисер од Струмица, кој што последниве неколку години е доста актуелен на алтернативната театарска сцена како режисер, осмислувач на 3 индивидуални и многу специфични представи кои што го задржаа вниманието на струмичката и на македонската јавност воопшто, но очигледно дека гласот за Ангелов се прошири многу пошироко со оглед на тоа дека ја доби честа да биде дел од програмата Emerging Artist Participating за прославата на Светскиот ден на театарот. Дејан, пред се, драго ми е што ја прифати можноста да поразговараме за твојот режисерски, театарски ангажман, но и за ова што се случува во последно време со твојата кариера. Пред се, добре дојде и може ли да ни објасниш за почеток каква селекција е ова? Добро ве најдов. За мене е огромна чест ова шанса пред се да се представам пред струмичката публика, бидејќи веќе колку 3 представи како сум направил пред струмичката публика, но досега не беше дошол моментот да се представам, да кажам кој сум, од каде доаѓам, и затоа би сакал да искористам ова шанса баш да се запознае повеќе струмичката јавност со тоа што го правам, кој сум, што сум, па на тој начин можеби ќе се зголеми интересот за тоа што го правиме. Јас и моите сумисленици во мојата трупа, кои што работиме во сферата на културата, конкретно во театарот. Инаку, ова признание, кое што го добив јас, но во исто време тоа е признание и за, повторно ќе кажам, сумислениците и трупата со која што заедно работам, е всушност селекција за овогодинешниот ден за театарот, кој што се организира секоја година, кој што започна од 1962 година и се организира секоја година во чест на театарот. И всушност оваа година 2022 правиме 60 години од тоа обележување, и токму заради овие причини Интернационалниот театарски институт со седиште во Германија, кој што под него потпаѓаат скоро сите светски театри, тоа е нешто пандан, да кажеме, на УЕФА или ФИФА во фудбалскиот свет, реши да даде простор и внимание на млади артисти од целиот свет да ги покажат своите дела пред пошироката театарска јавност. Не само театарска, сите заинтересирани за театар да имаат простор и шанса да се покажат пред пошироката јавност. Па јас ја искористив таа прилика, ја видов објавата на интернет, ги пратив потребните материјали, требаше да се напише мотивационно писмо, исто така CV во кој што конкретно и многу точно треба да се наведат нештата кои што си ги направил, што си завршил, и конкретно представата со која што сакаш да се представиш. Представата која што ја пратив, ја пуштив како главното нешто со кое што сакам да конкурирам беше Кротка, представа која што е реализирана во Струмица пред мислам дека беа 3 години. И токму после разгледувањето на сите тие материјали, не знам сега колку биле кандидатите од Македонија, доста стручно жири, говориме за цветот на театарскиот цвет, критичари најверојатно одлучиле дека тоа што ние го правиме овде во овој мал град сепак заслужува пошироко внимание. И некако после враќањето од Бугарија, доаѓањето овде, па патувањата кои што ги имав и околу Европа во Европа заради збогатување на моите знања за театарот, имав потреба тоа што го правам овде да биде по некаков начин видено и оценето одстрана, бидејќи Струмица е мал град и е сепак провинција, да не зборуваме за тоа дека и Македонија е една провинција на Европа, и многу тешко, всушност и нема, како да кажам, критичка маса која што може веродостојно да го оцени тоа што го правите. А ако немате огледало на кое што може да се видите докаде сте дошле, многу лесно може да скренете од патот и да почнете да си мислите или дека сте многу добри или дека сте многу лоши. Па така
ова нешто ми дава некаков репер, некаква сигурност дека сепак Си на добриот пат. сме на добриот пат, се трудиме, работиме и така. Ми привлече внимание твојата објава на социјалните мрежи дека оваа селекција е многу значајна за тебе токму поради ова што го спомнуваш, потекнуваш и функционираш во моментов во мал град. Колку таа географска положба и помага или и одмага на уметноста, на твојата уметност? Па би рекол дека тоа е различно од човек до човек. Понекогаш на некој човек контекстот го мотивира да се движи и оди напред, да ја провоцира, да се обиде да ја надмине. Има некаков инат во тој човек, инат. Но има луѓе кои што истата ги потиснува. Но во крајна линија никој не може константно да биде наелектризиран и константно да ги бута работите напред. Човек се изморува, тоа е факт. Географската средина влие во смисла, пример сум јас овде, нашите родители, средината недоволно ја цени уметноста, недоволно ја цени културата. И многу често луѓето или децата кои што имаат некакви таленти во областа на културата и покрај тоа што имаат талент се насочуваат во некаква сосема спротивна насока и не се реализираат во таа област. Значи, по некаков начин географската положба го диктира размислувањето и менталитетот на родителите, а тие по некаков начин влијаат врз децата. Исто така географската, како да кажам, географското местото каде што живеете, особено кој е мал град, културата која што овде се продуцира, тоа што овде се гледа, влијае врз тоа што ти го твориш. Ние не ги пратиме светските тенденции, не зборувам само за театарот, книжевни тенденции, музички тенденции. Многу често луѓето се подведуваат дека прават нешто големо, провоцирани од тоа што го гледаат овде и замислуваат дека прават големи работи. А всушност тоа што го правиме или што тие го прават нема толкова вредност колку што тие мислат дека имаат. Исто така, затоа мислам дека географското место каде што се наоѓаш и од тој аспект може да има влијание врз тоа што го правиш. Сметаш ли дека ова е релевантно во однос на глобализацијата на светот кој постои и отвореноста кон уметностите, но и кон информациите, во смисол, многу лесно можеме да на еден клик е уметноста на светот од сите нас. Колку сметаш дека во таа смисла е оправдан провинцијалниот карактер на културата и уметноста? Па, да, светот веќе стана, луѓето обожаваат да го користат тој термин глобално село, но сепак мислам дека ние ги имаме на дофат информациите, но конкретно, кога зборуваме за театарот, многу е важно човек да стапи во контакт, жив контакт со луѓето. Театарот е таква уметност каде што всичко се случува тука и сега. Провинцијата, представите кои што ќе дојдат во Струмица да гостуваат се изброени на прст, може да не дојде ова година да видиш некакво големо случување во областа на театарот. Но кога се наоѓаш некаде надворот од градот, примерно во надвор од Струмица, во некој поголем град, имаш шанса да гледаш многу по-различен театар, да се инспирираш. Не само тоа, туку има луѓе со кои што можеш да зборуваш за театарот. Па тие да ти кажат, не знам, литература, која што можеш паралелно да ја читаш. Во таа смисла, провинцијата, конкретно Струмица, како мал град, има огромно влијание. Да, ти можеш да влезеш на интернет и да гледаш некаква представа, но тоа не е исто како да ја гледаш на живо. Исто така, ти не можеш да ги донесеш таа маса на луѓе, тие сумисленици или театарџи кои што ги има во еден голем град и да ги донесеш во малиот град и да можеш ти да разговара за своите мисли и така да ги доразвива своите идеи. Јас сепак верувам дека човек не може се сам. Мора да има некој од другата страна кој што ќе ти помага да ги кристализираш идеите и да движиш напред. Па во таа смисла мислам дека да, има светот е глобално село, но во друга смисла многу е важно да не се изгуби тој жив контакт, кој што е исто многу важен.
сметаш ли дека театарот во малите места може да напредува со, можеби не во технолошката смисла, но во изворната смисла, во живеењето на театарскиот дух како и во големите градови? Дали постои точка на изедначување во Има тој многу уметнички? примери во театарскиот свет на луѓе кои што после долго работење во големите градови се враќаат напротив во мали села, провинции, се обидуваат да направат свој театар и всушност успеваат да ја донесат публиката таму, заради тоа што тие го прават. Но јас уште сум релативно млад сум и го немам тој капацитет. Јас мислам дека уште имам простор да учам, да се изградувам и како режисер и како личност. И мислам ако се задржам овде не би можел да ја привлечам таа група на луѓе кои што би дошли овде да ме гледаат точно мене. Да, возможно е и во малиот град, ако си искрен во тоа што го правиш, упорен и да имаш барем мала некаква материјална, економска помош од средината во која што живееш, не е невозможно луѓето да почнат да доаѓаат и да те гледаат, да се зборува за тебе. Примери такви има, јас ви кажав. Примерно Гротовски работи во мал град во Полска, Ворцлав се вика градот, но сепак тоа е град каде што имаме академски град, во смисла има универзитети. Не случајно таму решил Гротовски да отиде, бидејќи негови соработници биле огромна група на антрополози, религиозни мислители кои што го провоцирале да го прави тоа што го прави. Има друг пример со јапонскиот режисер Сузуки. Тадиши Сузуки се вика режисерот кој што прави свој театар во градот Тога, мало место, кое што сега е исто епицентар на театарските случувања. Не дека јас или некој не би можело тоа да го направи, но сепак е потребно да помине еден подолг период на калење за да може, нели, да бидеш препознан и тоа да си биде баш како што треба. Твојот исказ претходно ме наведе на прашање кој беше патот на Дејан Ангелов до овие режисерски подвизи во моментов. Дали притисокот на средината и манифестацијата на родителите во малите места добро е да се заврши и да се едуцираме во некое корисно и применливо образование имаше дели во твојата животна приказна или стартот беше вистински одлучен веднаш во театарот? Вашето прво прашање беше токму тоа дали провинцијата може по некаков начин да влијае на вашето изградување како уметник или конкретно на уметноста. Јас сум растен тука во Струмица и од моите спомени во детството се сеќавам дека дедо ми беше прекрасен раскажувач на истории, на вицови. Секогаш беше тој што некако ја креира атмосферата и тој зборуваше за своите детски години, ученички години кога бил така во некои детски представи, се обидувал да се реализира, дека сакал да запише академија, но дека од страна на татко му тој импулс бил пренасочен во сосема друга насока. Татко ми е прекрасен сликар, тој многу добро слика, но веќе не знам колку години не е фател четката или моливот во рака. Исто така сакал да се запише на академија, но исто така неговиот татко го усмерил во сосема друга. Чичко ми пишува поезија, исто е добар во тоа што го прави, но не ги реализирале тие уметнички импулси. И некако јас живеев со тоа, уште како мал. И исто така и мојот татко се обиде да ме насочи во сосема друга насока. Се запишав на факултетот за детективи и безбедност на ФОН. Успеав да го завршам, дури да магистрирам, но паралелно благодарност на тоа што во Струмица тогаш имаше активна аматерска сцена. Во смисла актерите од театарот не воведуваа во светот на театарот. Лица како Јасмина Вучкова, Васил Михаел, Стојан Трнвелков, Оливера. И јас влегов во тој свет лека полека и покрај тоа што бев веќе и вработен како обезбедување.
каснев на работа, тие ми преговара, додека во еден момент не решив дека тоа го оставам на страна и почнав занимавам активно со актерството. Пробав 2 пати да се запишам овде во Македонија, не бев примен. Третиот пат решив да кандидирам и овде и во Бугарија. Во Бугарија успеав да влезам и тоа за моја голема радост кај големото театарско име Маргарита Младенова, која соработува и работи заедно со Иван Допчев. Тоа се големи театарски имења во Бугарија, исто и во светот. И за моја голема радост таму се преоткрив како сите импулси кои по некаков начин биле заложени во мене, започнаа да излегуваат на површина. И сум многу благодарен за сето тоа случување, за тоа случување. И би сакал некако баш оваа историја да биде и да даде храброст на сите тие луѓе кои што деца, млади, кои што сакаат да се обидат во тој свет, дека влегувањето во него е тешко, но исто така и после завршувањето да се остане во него е уште потешко, бидејќи веќе товарот на ремењата кој што го носиш не е ист. Многу важно е кои ти се професорите, што си учел, што си натоварил на својот грб и не можеш веќе така лесно да се впушташ во нешто како претходно, верувајќи дека ти си го измислил. Од тебе тргнува се. И многу потешко сега се осмелуваш да влезеш во нешто. Ти треба многу подолг временски период да влезеш, да го осмислиш. Пример, за една представа ми се потребни понекогаш и година време на медитација, контемплација врз тоа што го правиш. И за секој што сака да се занимава со уметност, му препорачувам, тоа срдечно препорачувам, сепак да се заврши некакво училиште, да се влезе во некаква установа, бидејќи не верувам дека, да, гении се раѓа, но сепак академиите, убавите така простори за образование даваат сокови, да се доразвиеш и да пуштиш плодови. Кажувајќи ја својата историја, имам чувство дека ние, често пати луѓето, несвесно се одмаздуваме на нашите поколенија за собствените угушени соништа. Какви приказни, какви искуства ти би пренел на после тебе? Дали би пренасочувал со оглед на горкиот пат што сепак го оди еден млад уметник, нели се трага, тешко се доаѓа до проекти? Јас сепак верувам така, мене ми е многу блиска психологијата на Јунг, начинот на кој што гледа тој на човечката душа. Дека сепак ти како единка не си никнал од никаде. Всушност ти го носиш тоа што го носат твоите родители и тоа е едно натрупување, тоа што не се реализирало кај нив по некаков начин треба да се реализира во себе. И тоа е некаква еволуција на родот. По некаков начин не мислам дека тоа е одмаз, да туку ако нели ти повеќе би биле радосни во тоа што, како да кажам, тоа по некаков начин се реализирало, тоа по некаков начин се случило. Има пример, тргнав нели да зборам за Јунг, тој имал сонови за неговиот татко кој што бил свештеник по професија. После неговата смрт му се јавува на сон за да добие одговори на собствените прашања од Јунг. И тој верува дека така, нештата не се толку така како што изгледаат. Секогаш некако новите генерации одат чекор напред од тоа што направиле родителите. Од една страна, развојот на уметноста и на културата, не само овде, секаде се тесно поврзани со економските, политичките, општествените случувања во одредена заедница, во одреден простор. Но од друга страна, во кој момент таа може да и пркоси на секоја неволја, на ежедневните грижи кои што го обременуваат тоа општество? Да, според мене уметноста по дефиниција секогаш е пркос. Во која смисла? Во смисла тоа што човекот кој што се бави со уметност, како прво пркоси на тоа не е, како да кажам, не е храна, не е нешто материјално. А во исто време луѓето го тргнуваат на страна, тие што занимаваат со уметност,
храната, како да кажем, материјалните блага ги тргнуваат на страна во служба на нешто поголемо или во служба на уметноста. Во таа смисла таа е пркос на нуждата. Како да кажем, на материјалното, на таа импулс на духовното. Значи, по дефиниција, уметникот е секогаш прекуси. Како прво прекуси на материјалниот свет. Таа, како феномен, секогаш бара нештата да се движат напред. Да има промена, додека во средината, примерно во провинцијалната средина или во местото каде што живееме, луѓето сакаат да стојат на едно место. Да дојдеш од работа, да ти е готова вечерата, да пушиш телевизор и тоа е тоа. Зоната на комфорт. Да, а уметникот секогаш сака да ја провоцира реалноста, бидејќи во него има некакви нешта кои што сака да бидат кажани, кои што треба да го променат светот на подобро. И затоа мислам дека секогаш уметноста е пркус. Заврши во Бугарија режија, се враќаш во Струмица и во Струмица нема работа за млад дипломиран режисер, но се случуваат последниве неколку години, како што ти велиш, контакт со своите истомисленици, со луѓе кои што ја сакаат и ја негуваат уметноста, па Дејан во период од 3 години има 3 режисерски проекти, индивидуални, така што може ли да ја објасниме оваа приказна, овој пат, како се случи со работката со Никола, со Транзен, со Трн и со останатите? Тоа е многу интересна историја. Со Никола се сретнавме во Загреб, Хрватска, кога јас бев на студиско патување токму во Загреб, еден семестар бев во нивната академија и случајно излегов на прошетка и во далечина видов еден човек кој што мислев дека го познавам. Викнав на македонски за да биде свесен дека сум од Македонија и тој се обрна и викам: "Вие од Струмица ли сте?" "Да, од Струмица сум." "Да не сте сликар од Никола?" "Да, јас сум сликар од Никола." Викам: "Многу добро што се гледаме овде, би сакал да испиеме едно кафе, бидејќи немав многу пријатели таму и баш оваа средба ми беше супер, со некого да позборувам." Особено се драги средбите со нашинци на... И го сретнав точно пред Народниот театар во Загреб. Точно пред на тоа место. Зборувавме како е тука, што се случува и тој тогаш рече дека ние сигурно ќе соработуваме. Што и да се случи, во иднина би можеле да соработуваме. И така после 3 години враќањето овде, ние навистина почнавме да работиме. Јас верувам дека човек, тоа е исто како со растењето. Во еден момент тие алишта кои што ги носиш веќе не ти се точни. Треба да исто така и душата расте. Луѓето со кои што се дружиме, до вчера сам биле со едни пријатели, потоа со други. Тоа е во завис од тоа што нашата душа веќе со тие луѓе нема што да сподели, нема што да си даде, нема што повеќе на каде да се развива сето тоа. Па така мислам дека средбата со Никола беше еден вид на таква средба. Две души се препознале некаде, да. Исто сите таа група на луѓе што заедно работиме, сме на иста бранова должина, фреквенција, и затоа и така соработуваме како што соработуваме. Зошто токму Кротка беше првиот проект на кој што се зафативте да работите? Од каде тргна таа идеја? Твоја ли беше, желба ли беше на групата заедно? Како се избра тимот, иако беше монодрама, сепак може би имаше размислувања кој треба да го донесе ликот на... Тоа што го работам секогаш има некаква, што сум почнал да го работам, има некаква предисторија што се случила во минатото и потоа се реализира во еднината. Така беше и со Кротка. Да. Тоа беше една книга која што ја добив на поклон од една моја многу блиска личност. За новелата. Да? Како поклон ја добив, просто еден ден доаѓа поштарот и ми вели: "Имаш поклон." И гледам дека е Кротка. Тогаш си реков дека би беше многу интересна како повест и може би беше тоа моето прво навлегување во светот на Достоевски. Па после тоа започна така да се артикулираат и да се усвестуваат, да се материализираат моите желби за занимавам со театар. Се запишав на академија, но претходно ја прочитав Кротка. И кога завршив со академијата, Никола ми рече дека градот Струмица, успеале преку градот Струмица да добијат некакви финанси за млади
уметници и дека би сакал нешто да направиме, нешто да реализираме. Тоа што го зборувавме во Хрватска да се случи. И тогаш му реков на прва, без да се мислам, дека би сакал да ја работам кротка. Тогаш и не ми беше јасно зошто баш кротка, но знаем дека кога ја читав, емоционално по некаков начин се приврзав за неја. Просто, како да ви кажам, имаше случување меѓу мене и тоа што го читам. Зошто? Не ми беа одговорени сите прашања. И баш затоа, за да откријам, за да, како да ви кажам, не зашто ми беше јасно, бидејќи сакав да откријам, затоа влегов, да го откријам светот на Достоевски. И повеста Кротка и сонот на смешниот човек се едни од последните нешта кои што ги пишува Достоевски и во нив можете многу лесно, во многу чист вид, без да го осетите неговиот светоглед, во најчист вид. И тоа беше моје прво така навлегување во светот на Достоевски. И мислам дека ако човек нешто прави, треба да биде, не знам, да биде големо, да биде проверено и така. Како го формиравте тимот, односно го имавме Ставре Ангелаков со Да. музиката, Стојан како носител на монодрамата. Колку Да повеќе се присетиш на тој процес. Колку повеќе ми ги поставуваат овие прашања, гледам дека сето тоа по некаков начин, баш како што реков, е поврзано некаде во има некакви своји во минатото. Корени. Јас му дадов книга на Ставре Ангелаков пред да заминам на студирање, тогаш се видовме и така. Станавме пријатели. Да. Тој прочита книгата, знаев дека се занимава со музика и му реков: брат, би сакал некогаш нешто да правиме заедно. Тогаш и не бев истото му го реков. А со Стојан се знаевме исто многу порано, бидејќи тој ми беше учител во представата која што направивме овде, Сенките на Чехов. И така, значи се некако беше веќе во минатото задвижено, како да сакаше да биде. Само се надоврзува. Се надоврзува, на страните. да. Никола имаше една фантастична сценографија направена за оваа представа. Колку минувавте време во разговори, како ги сигурно сте се инспирирале еден од друг, бидејќи тоа беше едно навистина совршено, ги гледаме овде и неговото дело, евде иконата. Да. Во на екранот во моментов се движат сцените од Кротка. Предпоставувам дека сте имале долги, плодни дискусии поврзани со. Сценографијата не беше готова до, не знам, можеби недела, една седмица пред премиера. Добра. Бидејќи Ова е интересен куриозитет. да, поврзан со- бидејќи јас решив овој пат да сценографијата да се открие. Во процесот на проби, ништо да не е готово. Ние влегуваме во нештото, имаме некаква интуиција за тоа што го правиме, но да ја направиме таква сценографијата, каде што секој едно нешто ќе биде во служба. Да има некаков, како да кажам, да врши некаква функција во тоа што го правиме. И како што почнавме да работиме со Стојан, лека полека започнавме да имавме некаква тргнавме, да, сигурно дека тргнавме од некаква идеја, некаква, како да кажам, главниот конфликт во оваа пиеса е конфликтот на човекобогот и богочовекот во човекот, ме разбирате? Значи, ничејанскиот човекобог и богочовекот на Достоевски. Не случајно ова икона која што го покажува богочовекот и го гледаме лихварот во Достоевски, кој што е пак некаква еманација на човекобогот кај Ниче. Ги имавме тие, како да кажам, пунктови, точки, но како точно ќе изгледа целото, немавме представа. И знаев дека главното нешто е дека на сцената мора да постои по некаков вид, по некаков начин кротката, бидејќи целиот тој монолог по некаков начин треба да ја отелотвори. Да, е соочување со смртта, мементо мори. Е главната тема на тоа што го правиме. И така, преку идејата пред се, а не така сакаме нешто да си направиме, да изгледа, баш затоа сценографијата изгледа така како што изгледа, бидејќи секој нешто врши функција. И сме многу инспирирани јас и Никола од светот на Караваџо во уметноста. Тие сенки, навлегување на светлината внатре во просторот. Така да, тоа сакам да кажам, да,
мора да имаш претходно некаква идеја, мора од некаде да тргнеш, мора да постои па и филозофија внатре во нешто што го правиш, за да имаш тоа да се отелотвори духот. После кротка доаѓа Каин, кој што е работена според два текста, еден на Байрон, еден на Милтон. Да. Зошто токму овие два текста? Како се вршеше спозирањето на нив? Сега гледам колку ми е лесно да зборувам за театарот. Пример, прашањата што ми поставувате сега за театар ми се посладки за одговарам, отколку тие прашања кои што се така малку по воопшто. Така. Па со Каин исто, значи секогаш морам тоа да го кажам. Повторно текстот беше го прочитав во библиотека во Софија. Го прочитав и викам тоа некој ден треба да го направам. Исто Никола ми дојде со предлог. Дејан има исто некакви финанси, минимални, сакаше нешто да правиш. Никола, тоа се малку пари, ако сакаш добро, ако не. Да, бидејќи нештото кое што го правиме, според мене во тогашните мои гледишта на тоа што како треба да изгледа, требаше да биде малку по-масовно, по спектакл. Но пак тоа што немавме огромни финанси, не натера да најдеме како тоа да биде преку еден аскетски, многу по-прост, едноставен начин сепак да допре до публиката. И специфично интересно е тоа како всушност Изгубениот рај на Милтон имаше свое влијание, како влезе во целата приказка. Ние започнавме да зборуваме кој е сатаната, кои се неговите мотиви, кој е Луцифер всушност. И за нас во нашите глави, во нашите перспективи тоа беше јасно, бидејќи претходно јас го прочитав Изгубениот рај за да можем да го открием кој е действието, кој е конфликтот на Луцифер. Но нешто знаевме дека нема да биде до крај јасно за публиката, па затоа решив да го вметнам во почетокот монологот на Луцифер, во кој што тој многу јасно си ги кажува своите мотиви всушност зошто се разбунтувал спрема Бог. И така всушност од преку готвењето за Каин, преку тоа читање на литература која што е приближна, нели до тоа го вметнавме и монологот Изгубениот рај. Но сепак тие две нешта, дури и Викторија по некој начин се поврзани меѓу себе, бидејќи разработуваат еден ист, како да кажем, архетип. Тоа е архетипот на побунетиот, тоа е архетипот на разбуденото сознание, тоа е архетипот на Луцифер, тој кој што наоѓа грешка во творението Божјо и започнува да ги преиспитува причините, животот. И само преку преиспитувањето, преку бунтовната свест, човек може да изгради сознание, всушност. Никола го спомна исто ова на пресот кој што го имавме пред премиерата на Викторија, дека овие три представи се еден вид триптих. Како Викторија се вклопи во оваа идеја и зошто токму тој текст? Па јас и додека бев во академијата исто така ме привлекуваа женските, жената како феномен, како тајна. Бидејќи мислам дека таа во многу нешта е дури посилно од мажот. И баш тоа, да се влезе во интерес, љубопитство, да се влезе во женската душа. Да, ние зборуваме дека така ги толерираме, ги знаеме, ги познаваме жените, но тој интерес да се влезе внатре во психологијата на жената за мене беше главното предизвикателство, да ја разберам, да ја проумеам жената како човечко суштество, но исто во Викторија постои исто тоа што ви реков, сознанието што се бунтува. Таа се сочува со смртта, го открива абсурдноста на битието, ја нема љубовта на земјата која што треба да ја добие од мајката и излез наоѓа во другиот живот. Така да тоа што ги поврзува и трите представи е токму тоа, архетипот на Луцифер или сознанието што се бунтува, што ги наоѓа грешките, но во исто време колку повеќе ги наоѓа грешките, толку повеќе открива дека целото е едно и дека се е поврзано
и така. Можеш ли да направиш некаква класификација во кој сегмент ти почувствува собствен раст при работата во кој дел, кој од овие проекти ти запали некаков импулс, креативен, творечки, осознателен? Па сите по некаков начин, затоа ги правам тие нешта, за да... Открили нешто што не си го знаел за себе, низ овие процеси. Да, освен тоа дека со малкуте финанси си принуден да бидеш два пати покреативен, предпоставувам, за да го постигнеш ефектот. Што друго можеш да издвоиш како своја собствена придобивка, расте? Кога излегов од академијата, тоа што некако го имав таму како теорија за правење на театар, бидејќи уште бев под закрилата на професорите, не можев да го проверам на пракса реално. И со работата на овие 2-3 представи овде во Струмица, видов дека всушност во рацете имам некаков, како да кажем, да, уметноста колку и да не сакаме да го признаеме, тоа сепак е занает. Има некои нешта кои што се закони. Говориме конкретно за театарот, тој колку и да не сакаме да признаеме е аритметика. Има многу математика внатре во целото. И видов дека всушност да, занаетот го имам и дека можам да правам театар. Тоа беше сега дека може секогаш човек да се развива и да отиде подалеку од тоа што го знае, тоа е секогаш така. Но открив дека можам да правам со малку, а да не зборуваме за длабочините внатре во текстовите кои што сепак тоа што го правиме е од огромна фасцинација моја лична спрема човекот како тајна. Какви тајни за човечкото битие сум открил во овие текстови, сум ги споделил и сум се обидел да ги споделам со публиката, тоа е пак нешто за кое што сум многу благодарен исто. И сега од оваа страна со искуството кое што си успеал да го нанижиш изминатиот период, што според тебе е потребно да им се даде како поддршка на младите уметници за да можат да го калат уметничкото во себе, да создаваат, да творат? Пример, многу прости се нештата, во смисла основното нешто што нам ни треба како група, како луѓе сумисленици кои што правиме театар, независна сцена, е тоа што немаме простор, адекватен простор. Тоа е основното нешто кое што без тоа нема каде да ја направиш представата. На Каин, заради тие причини бевме принудени да ја правиме во алтернативно пространство во ресторант. Мислам дека веќе таа група на луѓе кои што работиме, во таа група на луѓе ќе доаѓаат и други луѓе во зависност од тоа што го правиме, веќе имаме потреба од поголем простор, место каде што тоа може да биде една алтернативна сцена плюс од тој театар што веќе го имаме, кој што луѓето ќе можат исто да го посетуваат и да гледат театар. Тоа мислам дека не е невозможно да се направи ако се има волја во луѓето кои што управуваат со институциите. Пример, сцена 112 долу е прекрасно место за вакви случувања. Да ни се даде, например, тој простор, ние да го како да кажем, да го користиме, да се грижиме за него, како може по друг начин. Пример, во Струмица, градот Струмица секоја година има одделува пари за култура. Оваа година може да се направи, како да кажем, да има одделен дел за млади културни уметници, само за млади, или само за театар, или само за музика, каде што тие ќе можат да бидат да конкурираат и да добиваат финанси, да ги добиваат финансите кои што им требат, а не да бидат, како да кажем, сите во еден кош. Така. Тоа е исто нешто кое што може да се направи, бидејќи мислам дека во Струмица не се прави разлика од забава и култура. Забава и култура не е едно исто. Тоа што, пример, градот Струмица го мисли како култура, во многу повеќе параметри е забава отколку култура. И во стратегијата за култура која што ја не знам колку години веќе постои како документ,
пишува дека треба да се формират такви културни, како да кажем, совети од шестчлени совети од културни луѓе кои што действуваат во културата вистински. И кои што потоа ќе треба да ги селектираат младите или тие што конкурираат, но да бидат квалитетни луѓе на тие позиции. А такво тело ние уште немаме. Не знам како се решава кој треба да помине или не треба да помине. Например, јас оваа година конкурирав, бидејќи во театарот веќе не знам колку години аматерската, луѓето кои што сакаат аматерски да се занимаваат, да се со театар, немаат простор тоа да го прават. Не сакам да навлегам кои се причините. Мислам дека се јасни на пошироката струмичка јавност, но нема каде тоа да се реализира. Например, јас тргнав од таму. Да. Мои професори, учители први беа токму актерите, преку тие независни, аматерски, како да кажем, представи кои што ги правевме со нив. Па заради таа причина конкурирав оваа година во градот на нивниот конкурс, за да направам, да се даде простор на децата, младите кои што сакат занимаваат со театар, да направиме една представа, која што представа ќе биде со учество на зрели актери од театарот и ќе имаме едно споделување на искуства. И тие млади луѓе кои што ќе бидат изберени преку доста ригорозен кастинг, ќе можат директно да бидат инспирирани, обучувани од страна на поискусните актери и така веќе да се формират следното поколение кој што ќе треба во Струмица да занимава со театар. Не се мисли во перспектива. Пример, има такви примери во светскиот театар, па и конкретно во Хрватска, театарот си бележи конкретни лица и потоа за нив отделува средства за да ги учи во странство, за да може потоа да се вратат и да тоа го нема кај нас. И сега разбрав дека токму таа идеја, таа моја желба да направам летна работилница со која што ќе биде крајниот продукт треба да биде една представа, сериозна представа, не поминал. Кои се причините не можам да знам, но во него мислам тие кои што треба да решаваат не нашле смисла дека треба се реализира. И тоа е по некој начин, не знам како да кажам. Обесхрабрува многу. А тоа што сакам да го направам нема да биде просто, како да ви кажам, една представа која што ќе дојде публиката да ја гледа и потоа ќе си замине. Сакав да направам некаков навистина, како да кажам, театарско случување. Замислата беше да биде реализирано во спортска сала, не да биде во алтернативно пространство, бидејќи текстот е за една пандемија од сипаници кој се случува во едно мало провинцијско градче, но причините за пандемијата, за сипаниците, не се наоѓаат во тоа што бацилото доаѓа однадвор, а заради негрижата на заедницата кон... И тоа сакав баш намеро да го направам во спортска сала, бидејќи представата ги тангира, ги открива причините за таквото случување во општеството, во училиштето, преку професорите, преку родителите, кои што по некаков начин допринесуваат за целото тоа. Но, ете, оваа идеја беше засега виси. А беше нешто кое што, нели, мислев дека нема како да не биде со оглед дека овој проект не може да се реализира поради неподдршката во скоро време, што правиш и на што работиш во моментов, кои се твоите планови за оваа 2022? Па во моментот среќа што успеав да стапам во контакт со директорот на Велешкиот театар, Сашо Димовски, бидејќи, како да ви кажам, исто така во два наврати конкурирам и тука во Струмица, во нашиот театар. Исто така ниту еднаш театарот не најде начин некако да ги задвижи нештата, да еден мој проект да биде прифатен. И затоа решив, како да кажам, да пробам некаде надвор. Па така стапи во контакт со директорот на Велешкиот театар и таму тој ми гарантираше дека би требало оваа година, здраве Боже, да ја работам представата Антигона, која што треба да во исто време да биде дел од фестивалот за античка драма кој што се организира
во Велес, мислам дека во Стоби. Па така, тоа е следното нешто на кое што ми се концентрирани мислите, енергијата, но исто така имам и некои други така. Режисерската професија е таква што преку целото време мораш да бидеш активен, да читаш, да има многу идеи кои што за следниот предизвик. И покрај неприфаќањата на пример од театарот во Струмица, сепак и ова година исто така сакам и да предложам нов проект и овде, кој што така да остане тајна за сега. Дејан, ти благодарам многу за овој инспиративен, исцрпен разговор. Се надевам дека наскоро ќе имаме можност да зборуваме за некој следен проект и за сите впечатоци кои што го следеле тој твој творечки процес. Благодарам и вам, ми беше чест и се гледаме во некои други прилики.